Првичните резултати од парламентарните избори во Албанија покажуваат дека владеачката социјалистичка партија обезбедила парламентарно мнозинство. Социјалистите на премиерот Еди Рама ќе добијат од 45 до 49% од гласовите, доволно за над 71 место во парламентот од 140 пратенички места. Умерено десната Демократска партија на Љулјзин Баше ќе добие 30% од гласовите. Доколку ова се потврди и по официјалното пребројување на гласовите, тогаш 52 годишниот проевропски лидер на социјалистите Еди Рама ќе има можност да владее во земјата без да има потреба да коалицира со друга партија. Предизборните анкети покажуваат дека социјалистите ќе победат на изборите, но постоеше мислење дека нема да имаат доволно гласови за да владеат сами. Огромното мнозинство исто така му дава можност на Рама да не го вклучи во владата сегашниот коалицијски партнер, Социјалистичкото движење за интеграција. Рама е во судир со поранешниот лидер на оваа партија Илир Мета, кој сега е председател на Албанија, избран во парламентот. Иако изборите главно беа без проблеми, одзивот на гласачите беше околу 45%, рекордно низок за парламентарни избори во Албанија. Поради ниската излезност, зашто некои го посочуваат жешкото време и крајот на Рамазан, изборната комисија го продолжи гласањето за 1 час. Демократите се закануваат дека ќе ги бойкотираат изборите, барајќи од Рама да си поднесе оставка, за да се обезбеди фер изборен процес. Во мај со помош на Соединетите држави и Европската унија и беше овозможена на опозицијата поголема контрола на изборите. На овие избори се гледаше како на клучни во врска со идните односи на таа земја со Европската унија. Рама, кој изрази загриженост за руското влијание во земјата, вети дека ќе ги заврши преговорите за членство во Унијата до крајот на годинава. Албанија доби кандидатски статус во 2014 година, но процесот забави поради недоволни реформи и големата корупција во земјата. Неговиот ривал, 43 годишниот Баша пак, за тоа го обвини токму Рама, наведувајќи дека проблемите во земјата ги прикрива со фасади и палми.